или не, вие заборавте на Еден ТВ. Јас ќе ја кажам телевизијата. Телевизијата Еден ТВ, на неформалниот собственик Боки 13, кој што моментално одговара за рекет. Подржан од Зоран Заев, оваа влада и вас како владеечко мнозинство. Му идевте на балови, на приеми и му овозможувавте, согласно обвинението, високи функционери на СДСМ, му овозможувавте да врши рекет. И вие за тоа ништо не говорите. Ако сте борец за да се сузбие корупцијата, излезете и кажете дали ова не е вистина или е вистина. Дали преку Еден ТВ СДСМ рекетираше фирми или не рекетираше фирми. И ако не сте судија, тогаш не е коректно ниту да излегувате за 2011, 2012 и да изигравате судија дека некој некого потлатувал или не потлатувал. Сега, убаво, што споменавте и капитални инвестиции како патиштава. Една од темите која што ова влада стана препознатлива, тоа е нереализација на капитални инвестиции. Во континуитет, не денеска, не оваа година, не овој буџет, не ради корона кризата, во континуитет, 5-та година, како имате катастрофална реализација на капитални инвестиции. Оваа година, вклучително за јавноста, капиталните расходи во оваа држава вклучително ги зимаат и купување на возила, мебел, со се тоа имаат реализација од 20%. Зошто 20%? Затоа што со овој буџет се зголемува за некои 30 на милиони и вкупната сума ќе биде поголема која што оди на капитални расходи, с кога ќе се изгледа ребалансот, што значи дека имаат за 6 месеци или пола година реализација од 20% на капитални расходи со се нови возила и мебел од кој што никако тие удобства не се откажуваат. У превод ништо не се работи. Не е тука заменик министерот за жал. Во неговото експозе, односно во дебатава што имавме за буџетот 2021, а во експозето на министерот, најавија алатка со која ќе ја следат реализацијата на капиталните инвестиции на месечно и квартално ниво и проактивно ќе действувала владата доколку некоја организациона единица затаила со реализација на капитални инвестиции, па ќе се пренаменувале во друга и така натаму ја објаснуваше таа алатка. И јас баш би сакал да слушнам одговор или од заменик министерот или некој од владеачкото мнозинство кој што го поддржува, до каде е таа алатка на министерството за следење на реализација на капиталните инвестиции со оглед на тоа што имаат катастрофална реализација и оваа година од 20%. За жал, секоја година спомнавте лажни вести и кажете ми дали според вас не е лажна вест премиер на држава, вице-премиер на држава, министер за надворешни работи да се сликаат во авион, да објават јавно дека Република Македонија добила датум за почнување на преговори со Европската унија. Премиер на држава објавува вест, радосна. Тоа е лажна вест или не е лажна вест? Лажна вест е или не е лажна вест? Секоја година премиер на оваа држава да најавува инвестициски бумови. Еднаш од 3 милиарди, од 5 милиарди, сега мислам последново од 8 милиарди. Последново е 8. Кога просечна плата 500 евра, па после 600 евра, сега предпоставувам вака на следни избори ќе ви биде 700 евра по тенденција како ја зголемувате. Дали е лажна вест или не е лажна вест, тој премиер да изјавува од собраниска говорница. 2017 ќе биде година на економски развој. 2018 ќе држам лекции по економија. 2019 сега е шансата ќе има инвестициски развој. 2019 НАТО членка ќе има бум у држава. Знаете колку ви се параметрите? Катастрофални. Испоредбено со претходни години, испоредбено со најтесното опкружување.
Знаете зашто нема директни инвестиции? Знаете зашто нема економски развој? Затоа што сте коруптивна влада. И ова не го викам ја. Тргнете ве мене. Ова ви го вика State Departmentот. Во последниот извештај за инвестицијската клима во Република Македонија. Еве го целиот извештај, убаво го проанализирав. Добро е и вие да го проанализирате како пратеник, затоа што вие и владеачкото мнозинство ја гласате владата и вие и како владеачко мнозинство овдека имате моќ да реагирате како оваа влада и да не им гласате се и се што и да им наметнете, затоа што како што State Departmentот во последниот извештај ви го навел, опозицијата ви го говори 4 години, а вашето објаснување е фейк ньюс, односно лажни вести и 2009-2011 година. Па ајде да видиме што вели State Departmentот во последниот извештај. Вика, ке ми извините, пошто е од англиски слободен превод, се надевам ке биде коректно. Додека водењето бизнис во Република Македонија генерално е лесно и правната рамка е во најголема мера сообразна со интернационалните стандарди, значи се завршила таа работа во континуитет, сите влади менјале закони, усогласувале европски знаменца. Корупцијата е постојан проблем во 2021 година, 5 години откако СДС и да не ги заборавиме ДУИ е на власт, корупцијата е постојан проблем. Па наведуваат други релевантни институции, не опозицијата, релевантни меѓународни институции. Па велат, Doing Business извештајот на Светската банка од 2020 година ја рангира Македонија како 17-то најдобро место за водење бизнис, намалување од 7 позиции од претходната година. Значи, downgraded, идеме надолу како држава. Пота, Fitch рейтингот, downgraded, намалување на Република Македонија од претходниот кредитен рейтинг од BB+ со стабилен исход до BB+ со негативен исход. Standard & Poor, кредитен рейтинг BB- со стандарден исход. Значи, понатаму, како проблем, го наведуваат дека генералната регулаторна клима во државата останува комплексна. Честите регулаторни и законски измени во сооднос со неконзистентното интерпретирање на законите прават непредвидлива бизнис клима, која што соодветствува со корупцијата. Значи, често менувате закони, сведоци сме во ова собрание, често менувате закони, шверцерски, злоупотреба на европско знаменце, и тоа ви е наведено во извештајот. Се обидовте без, како секогаш што правите, анализа, без јавна дебата, без разговор со засегнатите страни, со синдикатите, со бизнис заедницата, со опозицијата, ќе носите прогресивен данок за кој што сите во оваа држава и рекоа дека не е момент да го носите. И се покажа дека биле во право, но вие одговорност не презедовте. И тоа ви е нотифицирано како проблем. И сега, во време на пандемија, во време на економски колапс во светот, ако сакате, како што се повикувате поради пандемијата, и во државата, во време на растечка инфлација, претходна изјава на заменик министер и на министер дека нема да се воведуваат кога се носеше буџетот за 2021 година нови даноци и давачки, вас ви текна од еднаш да воведувате еколошка такса на горива. Тоа е ова што ви го пишува State Departmentот. Непредвидливи сте и корумпирани. Има многу голем број на извештаи кои што укажуваат дека одредени официјални лица, значи раководни лица од власта, се поврзани со коруптивни активности. Наведуваат исто така дека Transparency International ја рангирал Македонија на 111 место од 180 земји
во перцепцијата на корупцијата, што е за 5 места подолу од претходната година и 13 места подолу од годината пред тоа. Значи во континуитет, без разлика на пандемија, без разлика на 2011 времето на ВМРО, оваа влада тоне во корупција. Затоа, почитувани колеги од власта, верувате мене, ама баш не ми е гајле кога ќе излезете овдека и кога ќе говорите за одредени скандали, намонтирани случаи, провизии и како сакате наречете ги од времето на претходната влада на ВМРО ДПМН, затоа што ниту ја лично сум бил дел, ниту сум бил функционер. Проблемот со оваа влада е што сите тие констатирани проблеми од претходното владење и како ги усовршила и за медиумите, и за корупцијата. И знаете зашто е тоа така? Затоа што направивте коалиција со токму тие луѓе кои што ги прават тие коруптивни скандали кога ВМРО беше на власт. И нека ви е честита таа коалиција. Благодарам. Повторно